Добра. Благодарам господине Кирил за убавите зборови. Добро вечер, Велешани, почитувани гости, почитувани колеги, почитуван градоначалник на општина на град Велес, господинот Марко Колев. Благодарам за вниманието и честа да бидете дел од меморијата на фабриката за порцелан и санитарна керамика Југо Порцелан. Така ја започна својата приказна фабриката, ја заврши како фабрика за порцелан Борис Кидрич. Возбудата, како што гледате меѓу нас, е многу голема, можете да го забележите тоа по нашите гласови и затоа сакавме тоа да го забележиме на хартија за да не пропуштиме нешто. Токму таа историја која ја создаваше фабриката и вработените продолжи само да се чува во Државниот архив, која поседува документацијата од 1954 до 2003 година, институција од која доаѓам јас, и сум горда затоа што е единствената каде може да се најде официјално името и судбината на порцеланка. Овие 2 години за нас беа навистина многу тешки, таа историја и меморија да ја обновиме меѓу вработените. Наидовме на многу затворени врати, на многу Велешани кои не сакаа ниту да ја разбудат потиснатата меморија, но наидовме и на многу Велешани кои ги отворија своите души, споделувајќи и радоста и тагата за фабриката. И токму постоењето на луѓе кои паметат нам ни овозможи да ја реализираме целта. Да се погрижиме да го зачуваме името и меморијата за фабриката и луѓето кои го ставија забележано своето име меѓу страниците на нејзината историја, кои некогаш функционира, мечтае, се радува, атакува, да ги направиме бесмртни, да не паднат во заборав, затоа што најважно од се е да се сеќаваме за да не заборавиме. Верувам дека и денес ќе ги разбудиме немирните духови, ќе ги оживееме халите, звукот на машините, гласот на вработените, радостите, но и страдањата, но се надевам дека оваа изложба ќе биде голем потик за Велешани и за сегашната организациона поставеност во градот предводена од градоначалникот Марко Колев, да не дозволиме фабриката да пропадне меѓу луѓето. Заслужува да остане препознатлива и наш заштитен знак. Молба до нив да помогнат да ја направиме поставката Музеј куќа на порцеланот. Овде не застануваме. Продолжуваме со забележување на историјата за дизајнерската продукција на порцеланка, со надополнување на збирката, со забележување на судбините и представување на изложбата многу пошироко, иако е доста комплексна, но заслужува да биде видена од пошироката јавност. Заслужува за неа да говорат и помладите. Затоа повик до училиштата да ги донесат учениците да се запознаат со нашата порцеланка, а повик и до сите Велешани во книгата за впечатоци која имаме оставено на почетокот на влезот на музеот, да ги остават своите контакти за да може да ги споделат со нас нивните мемории за фабриката, за да можеме да ги надополниме нашите истражувања. Благодарност до сите Велешанки и Велешани кои несебично подарија дел од своите производи. Нивните имиња се забележани при влезот во ликовниот салон како пример кој би го следеле и многу други Велешани. Благодарност до Велешанките кои ги споделија своите приказни. Ке ги споменам само дизајнерките Надежда Шкрекова, Борка Манева и Цеца Србова. Благодарност до нашата поддршка Ѓоре Дамјановски, Аца Дамјановски, Љубинка Тевчева, Блерим Зекиров, Панче Лазов и Александра Гиовска, луѓето кои од утро до вечер деновиве назназад работеа со целиот тим за да можеме да ја поставиме изложбата. Драги Велешани, не заборавајте, подсетете се, споделете се. Иако сум порцеланово дете, татко ми беше еден од илјадниците вработени во порцеланка, магијата на фабриката ја почувствував кога за прв пат пред повеќе од една година ја добивме дозволата да влеземе во внатрешноста. И како што раскажуваа порцеланци, не можев ниту одеднаш да ја изодам, да не дозволиме да остане само рушевините и лошите спомени. Благодарам уште еднаш.